Министерот Цали не го оправдува протестот на матичните лекари кои најавија дека од 5 до 7 септември нема да издаваат рецепти и упати. Одново бара време да се спроведат системските промени кои ги предложија матичните лекари уште во февруари. Цали вели реформи ќе има, ама не можело да се спроведат за толку брзо време, иако матичните лекари барањата ги доставија уште пред 7 месеци. Сите промени треба да се направат на маса и во работни групи, не може преку пациенти да се казнуваат и да се бойкотира работа со тоа што се даваат насоки, односно повици за масовно земање на упати и терапии, затоа што 3 дена, 5 дена, 7 дена нема да работат матичните лекари. Мене ми е несфатливо и не го поддржувам овој начин на протест. Токму поради незаинтересираноста на надлежните институции, матичните лекари се одлучија да не издаваат рецепти и упати 3 дена и испратија апел веднаш нивните барања да се најдат на владина седница. За докторите имаме 2-3 барања, односно покачување на капитационен бод, пациентите да бидат на матична фирма, на матична амбуланта. Тоа би биле тие две работи. Докторите кои што се концесионери, односно оние што имат закуп во здравствените домови, да не им се продолжи пензионирањето, туку да сите на 64 годишна возраст одат во пензија. До сега беше пракса да министерот имаше право да продолжувањето оди до 67 годишна возраст. Сега тоа гледаме дека овој министер нешто ја кочи работата. Матичните тврдат дека реформите кои ги бараат нема да бидат на товар на буџетот, туку се само административни и технички. Дополнително како аргумент го наведува и фактот дека периодов 100 лекари ќе се заминат во пензија, меѓу нив и педиатри, со што Скопје ќе остане со намален број на доктори во примарното здравство, па со реформи ќе им се олесни работата. Примарното здравство им порача на пациентите оваа недела да се ги завршат процедурите за рецепти и упати, бидејќи следниот понеделник, вторник и среда нема да можат.